Здраво другари, здраво криптореволуција, одма одам уште на 15-ка, тоа е значи Stacking Rewards, тоа си е за новите. Ово е за вас, преглед на дено, другари, многу плачите упораки, значи како кој знае што да се е случило, ништо страшно другари, нормално е, биткоин доминанс уште си удара, ништо страшно, кој има мафенце, гледате може да товаре Avalanche, Stellar, Hedera, гледај по 6%, Render 7%, Sandbox 5%, иако денеска мистериозно објавија многу јака пуцачина, што Терминатор, што треба да истражаме од дека искочи тоа чудо сега. Star Atlas DAO 8%, тоа е продават за тоа што секој време треба да кажат за Zinc Airdrop и тие големите китови им манипулират, да ги сплашат сите играчи и после да се накупат. Значи имате тука добар дип и нема што да се плашите, кажави bull market ки има. Што следува? Другари, тоа следува. Другари, гледајте. Колку е голем биткоин? Значи 2,1 трилион, Амазон е 2,2 трилиони, Berkshire е 1,1, Microsoft е 3,4, Nvidia е 3,5, Meta е 1,7, Broadcom е 1,2, Alphabet е 2,1, Apple е 3,3 фактички, Tesla е 1,1. Значи луѓе, ово чудо допред 12 фактички јас сум стај 13 години, беше пирамидална шема, беше балон, уште за македонците е балон. Луѓе, погледнете кои компании ги поминава во чудо. Оваа и сликичка треба да ви ја ставам фактички, да ви ја ставам овакво на почетна. Значи луѓе, чекај брат, што удареме да не се прави. Print screen, брат, луѓе, ово чудо, зашо ми се изместува? Тоа чудо ќе се кајате што него имате у портфолио. Другари, овоа Селор многу јака работа постира, значи статус символ, Македонија моментално е коли, патики, часовници и гардероба фактички. А уствари времето, другари, значи сами да не работите, да се пензионирате, да сте фулу крипто, да речеме, ама да имате бизниси за вас да си работат. Значи в тоа време која за ваша, да речеме, нива имате или собствен бизнис имате, тоа време не е исто како за друг да работите. Значи не е исто. Значи да сте слободни од да не дужите на никој, да не дужите и на банките. Најбитно е на банките да не дужите, значи там навики ви влечат. И другари, тоа чудо да го имате за Stacking Rewards, ќе го дајете, не го продавајте по никоја цена, само гледајте да трупате. И изборите да можете не да извајате диплома и да мора там да бидете. Значи за тоа ја ги секош напаѓам луѓето што се со диплома, за тоа што ми филозофират дека тоа е најбитно нешто животот. Другари, јас извинувам и за волата и за ова, ама тоа не е најбитното нешто. Најбитното нешто е, другари, најпаметните и најбогатите луѓе што сум ги запознал се луѓе што не се били на факултет. Ја уште немам запознаено човек што може да речеме бил на факултет и е стварно брат направил чуда, стварно е многу успел. Немам сретно таков. У Америка зборам, 13 години сум иселен од Македонија, ќе дојдам сакам да ги запознавам. Али еве у Америка ја немам сретно на некој да речеме ова има факултет, да е стварно слободен, да не е нонстоп да се кара, да не е нонстоп изнервиран, да не е у куп проблеми. Немам запознаено таков. Американци има. Значи, американците не можам ја да се мерам со нив, затоа што брат државата и нуде многу други работи. Јас зборам за балканците тука што завршиле факултет, немам сретно на ние ден од тие што сум ги запознал да речем брат стварно ова и можам да научам нешто од него. Не они учат од мене, не учам ја од нив. На тоа мислев. Така да кој сака нека се навреди, исто ми се фаќа. Тие што сте на факултет, чекам ви во академијата да дојдете, пошто гледате дека не ви иде нешто со факултетот. Значи крипто е решението. Не дека ви во факултет сте го завршиле сте многу, зимате многу јаки пари, зимате големи плати, ама гледате дека не е тоа.
Значи, треба од тај факултет да успеете тие пари да ги уложите на село, да речеме, и нека и у градо, ама да е у бизнис, кој што нема да ве нервират сите околу вас, туку ќе биде перфектна плата ќе давате на другите. Среќата не е компанијата да ви е само успешна и да имате многу јак приход. Среќата е да имате компанија, за да се работите за вас, ама тие што ви работат у компанијата за имат премногу добра плата за да бидат задоволни, тога и среќата доваја. Не е среќата ти да отвориш само компанија и да имаш 100, 200, 320 вработени и да мислиш дека и да ти прави сериозни профити и да мислите дека тоа е среќата. Не. Среќата е другите што ќе работат за вас да бидат исто среќни како вас. Тоа е парите и вие како газда да бидете спрема нив многу кул и тоа фактички, тоа ви се златните раци, разбираш? Значи, кога ќе отретирате работникот како златни раци, како вашите две раци, тогава ќе ме разберете што е збор. Тука ми стоја па ово, па не го гледам. Брато Ларк Дейвис кој што го мразе Кардано, а јас го читам, убаво кажува, мажите понапред оде у војни. Значи, прва, втора светска, балкански, турски, уши какви војни нема, македончето отидено и балканчето. 2300 години имаме постојана војна на Балкано, а па тие у 5000 години не ќе ни да упаѓам. Тоа ако ќе направам вебсайт, ово ако ќе направам фактички подкаст за мистерии, таму ќе го разложам тоа. А тука иначе 4% дип, брат, да. Брат, перфектно да си напунете магаренцето да го товарите, со извинение. Пак ќе кажам, 2012, 2016, 2020, гледајте другари. Треба да лита. Треба да лита и Биткоин, Етериум и Кардано. И на оваа сума, многу викате, абе, помина возо. Не е поминал, другари. Купете, товарете, ама може ке литне, ово може ке падне уште. Не, другари. Имате пари, купете. Падне, па купете. Оде нагоре, па си купете. Падне, трупајте ги Биткоин, Етериум и Кардано на овие цени. Вашата продажба ќе биде или после 4 години, или после 8 години. Тога е профито. Тога е оно интересното. За тие, зборам за тие што сега, тие што сме виши унатре што чекаме продажба, тие се друго 20. Зборам сега, гледате го видеото, утре зимате, откажувате се од кафе, цигари, од гардероба, од патеки, од телефони нови, од одмори барем една година за летен и зимен, ставате ги сите пари, од биткоин 30%, 30% Ethereum, 30% Cardano, 10% ево изберете BNB, па наредниот месец изберете Solana, па наредниот месец изберете Ripple, па наредниот месец изберете од овие сите тука ја што ги имам, разбирате ли? По 10% и DAO Policy изберете 10%, другари, после 8 години, дури и после 4, али после 8 години, тоа портфолио ќе биде чуда. Чуда. Додуше ќе гледаме, ќе има апдейт за тие 10%, значи биткоин 30%, Cardano и Ethereum се останало 30%, у наредните 8 години да се трупа не е проблем, али 10% ќе гледаме. BNB со сигурност не верувам да пропадне. Solana исто го форсирате, Ripple исто не верувам да пропадне, али исто и DAO Policy го верувам ја у него, ама ќе видиме, али за ние другите ќе чекаме, значи наредниот bull market не знам овие дали ќе бидат коини присутни, затоа што ако вие сега овие другите го купувате по 10%, гледајте по секоја цена на овај bull market да кеширате, оти оваа технологија, другари, не знаам дали ќе успее другата. Значи за Bitcoin, Ethereum и Cardano е сигурно, Binance исто можем да кажем, освен ако не хакнат берзата да речем, ама тоа ќе биде уште пострашно. Значи 30% Bitcoin, 30% Ethereum, 30% Cardano и 10% BNB, таму тешка работа да се сгреши у наредните 8 години да се трупа. Сите други гледајте да најдете начин кога да ги скеширате, тоа со овај bull market на all time high, како ви учив, кеширате 50%, ако со тие 50% сте си врнале парите што сте го уложили и плюс имате профит, другите 10% на алитне 5%, нели, продавате 10%, уши 5%, уши 10% продавате 5%, па и разбирате ме што сакам да кажам. Значи тоа е целата филозофија и никош нема да сгрешите. Тие што ме прашаат, чекам, еве имат некоја најава за една или две недели, тоест више една недела што се вика помина, не, 8 дена помина, па да, една недела и еден ден, значи чекаме да видам кога ќе кажат дека Zinc airdropо и
Ке најавам, ставајте. Значи, другаро убаво кажува, Трамп мора, за да си спасе честа, нели кажа за биткоин, иако години не веруваше, да си спасе честа, треба да издействува тоа што се го вети за биткоин и за крипто. Тоест, биткоин, етериум, кардано, солана, рипл и другите. Другари, тие што ме прашувате дали да купувам злато и сребро, ако имате сейф, што знаете дека никој нема да го пробие, и сте толку многу богати, толку многу имате биткоин, етериум и кардано, да, купете си злато, купете си сребро и си го чувајте. Али гледајте у шо помали, не кило да купите, шо помали particles, забравив си го македонски, шо помалки делчиња да бидат, за да може да вршите трговија. Ако ви е толку кейф да го чувате, иначе за мене е нефункционално и треба да му се тресеш дали ќе ти го крадат, разбираш, физички. Овоа телефона у мене, значи да ме хакна тебе до сега улело маса не се чукаше, толку хакнаваме, се бавам се. Значи до сега 13 години у крипто не са ме хакнале, така да се надејам дека наредни 13 години, како што правам, нема да ме хакнат. Злато и сребро, сите мои комшии се више ограбени тука, ниту полиција дојде, ниту записник. Највеќе една од Балканките, кој знае колку пари, и злато, сребро, накид, гардероба, се живо ја украдеја дома. Значи тоа што го е стварала 15 години, се живо го украдеја и е комплетно на загуба, за жал не е имало осигурање и полиција дури не дојде, мислам полицијата таа што дојде полиција, не, јас затоа викам полиција не дојде, таа полиција што дојде, чим не се зимало тисуци и тие работи да се ангажират и нема никаков години поминаа, нема никаков извиштај, така да злато и сребро не би чувал. У Македонија замисли ја да имам злато и сребро, знаат ме криптомилионер, први ке мен ке дојдат да крајат дома, така да јас злато и сребро немам. Сите што сте по групата и постирате исти членови, тие први ќе проверате и кои се у крипто групата, овие ке имаме злато сребро, за тоа злато сребро за тие што сме крипто другари не е уопште корисно нешто. Додека мене да ме киднапират, ви кажав што ќе ме земат, ништо, ја немам ништо. Немам жита банка кеш, немам ништо. Сите па други работи у игрите се набутани, да се тепат па не може да ги извадиме заедно, да седнеме не може да ги извадиме, да земат парче по парче да ме сечат, ниту знам пасворди, ниту знам сит фраза. Месеци ќе ни треба браче да ги извадиме тие вако. Менко ми требаат пари, другари, верувајте, ја ден денеска зимам од тука пријатели на заем кеш, па отпосле ќе се одужам, разбираш ли, за да и дадам. Сега да ми тражат $100, $50 кеш немам. Многу колку за сметки и за храна. Така да, другари, ја кеш немам. Верували или не. Имам уште 2 минути, значи секој ќе принтат пари, дури кога ќе го тргнат кешо, значи да речеме за 5 години да речеме кешо го тргат и го забрануват, пак ќе принтат, тоест па уште полесно ќе биде и уште пострашно. Значи како USDC, тоест USDC окей, па имат нели покритие, ама USDT Tether, стейблкоинот текни, на милиарда само принтат, тоест дигитален принт ударат. Натиска Enter и 1 милиарда замисли USDT токени има на маркето и со тие може да купуват чуда. Среќа што е на елитата, па држат се, гледат што да направат за да не го уништат нели биткоин и крипто. Мобето е, другари, не може да сгрешите со биткоин, етериум и кардано. Затоа што 30% еден со друг се штитат. Да речеме нешто лошо се дешава у етериум, 30% и каже го биткоин ти штите. Нешто лошо се дешава у кардано, 30% те штитат етериум и лошо се изразив. Нешто се дешава лошо у кардано, етериум и биткоин те штитат. Нешто лошо се дешава у етериум, биткоин и кардано те штитат. Нешто лошо се дешава у биткоин, етериум и кардано те штитат. Разбирате ли? И плюс тие 10% што се фактички бонусо. Значи другари, најлесно да разберете биткоин, голд, стоки, реал естет па фиат крипто. Крипто, тоест многу лошо е напишал крипто. Не, фактички добро е напишал крипто, и крипто е многу, алткоините многу голем ризик, така да, добро му е тоа напишано. Мада ја би го ставил крипто тука. Значи биткоин, па крипто, ти ја више знам, за мене крипто е етериум и кардано, Solana, Ripple и овоа. Значи добро, он сака да каже у ранг на ризични голд тешка работа да пропадне. Да, окей, типо окей му е сликата. Ама стокс, ја крипто би го ставил туку у стокс.
и крипто би го ставил тука подоле од 15 минути поминаа, од real estate, затоа што го видов у real estate, другари, у Америка не фала. Тоа е, другари, брато, еве ви кажувам, значи продадел за да купе куќа, таа куќа денеска у 2015 продадел 800 биткоин за да купе куќа, таа куќа у Америка, другари, од 2015 ако ја купил да речеме за $150,000, денеска вреди пола милион, а замислете си 800 биткоини, еве, 800, само и гасам, 800 биткоини по 125,000 ќе пресметам all time high е, другари, што да ви кажам, чао.